Од првично осомничени 14 луѓе до 6 мина обвинети, денеска на почетокот на судскиот процес талир на специјалното јавно обвинителство, на обвинителна клупа седнаа тројца. Поранешните високи функционери на ВМРО ДПМН Кирил Божиновски, Миле Јанакиевски, како и Леко Ристовски, еден од подписниците на партиската сметка во периодот од 2009 до 2015 година. Од другите тројца, пратеникот Илија Димовски денеска не дојде во Скопскиот кривичен суд, затоа што е на службен пат во Брисел на пленарниот самит на НАТО, како шеф на собраниската делегација на Република Северна Македонија. Елизабета Чангаровска претходно ја призна вината и се спогоди со СЈО, пошто беше осудена на условна казна од 2 години. Меѓу обвинетите на кого му се суди во отсуство и во други судски процеси е поранешниот лидер на партијата Никола Груевски, кој по бегството во Унгарија го откажа полномошното на сите адвокати кои досега го застапуваа. Ќе видиме за доказите. Сега почеток е, воведни зборови ќе имаме. Сметам дека со вашиот клиент? Не, јас сум поставена по службена должност. Лицето е недостапно бидејќи органите на прогон имаат известување дека не е во државата. Но пред воопшто и да започне првото судско рочиште беше одложено поради недоаѓањето на пратеникот Димовски, кој уредно го известил судот за своето отсуство. Освен овие 6 мина СЈО поднесе обвинение и против партијата ВМРО ДПМН за незаконска изградба на партиското седиште во центарот на Скопје. Како незин представник денеска пред судот се појави генералниот секретар Игор Јанушев. Јасно и недвосмислено се покажува фактот дека целиот овој политички процес е всушност политички прогон кон најголемата политичка партија во Македонија. Господин Јанушев, како тоаш го коментирате признанието на вашата сопартника Чангаровска, која се спогоди? Значи, воопшто нема да навлезам да коментирам индивидуални изјави и од кои поводи е тоа истото направено. Според обвинението на специјалното обвинителство, обвинетите незаконски собрале повеќе од 4,5 милиони евра за партијата ВМРО ДПМН. Тие организирале уплата на пари на партиската сметка преку банкарски уплатници со невистинити податоци, но и дозволиле незаконска изградба на зградата во која е сместена партијата. Судечкиот судија Осман Шабани следното рочиште го закажа за 7 март.